Почитувани, по предупредувањето на опозицијата на сите релевантни меѓународни финансиски институции и домашни експерти, вчера се огласи и гувернерот на Народна банка господинот Богов, кој се охрабри да го констатира очигледниот факт дека оваа година Македонија или ќе има незначителен или ќе нема раст. По промашената проекција од 4,5% од пред една година, владата направи ревизија на проекцијата на 2,5%, за која остана уште само самата тврдоглава да инсистира и верува. Од друга страна, во исто време, кога премиерот помпезно сече црвени ленти, представувајќи ги сите како инвестицијски бум, Народна банка го демантира со уште една поразителна информација, а тоа е дека годинава во Македонија странските инвестиции се паднати на само 73 милиони евра, или 3 пати помалку отколку лани. Почитувани, се поочигледен е фактот дека владата нема решение за економските предизвици на Република Македонија, туку едноставно ги одложува проблемите, при тоа безмилосно и неконтролирано, задолжувајќи ги сите граѓани на Република Македонија. Со своите погрешни проекции и економски политики, владата натрупа огромни долгови кон предпријатијата и со тоа ја предизвика најголемата криза на неликвидност во поновата македонска историја, што беше и основната причина за овогодишната рецесија. Дополнително, со тврдоглавноста и наетот да не ја прифати реалноста, владата безмислено ја задолжува македонската економија, а според најавите, тој тренд само се засилува. Сакаме да ја повикаме владата да се охрабри и да ја признае економската рецесија во која е западната македонската економија, да ја признае и прифати реалната проекција за раст на македонската економија за оваа и за наредната година. Конечно, уште еднаш ја повикуваме владата под итно да ги прекине сите непродуктивни трошења за реклами, фасади и споменици, да спроведе политика на заштеди и парите да ги пренасочи во облажување на последиците од економската рецесија која ја има зафатено и Република Македонија. Благодарам.